Искрено се плашам од стагнација и се плашам да не дадам отпор таму каде што се чувствувам на некој начин неудобно, незаштитено и неслушнато. И веројатно и ради тоа се кандидирав за студентска правобранителка. Апатијата на самите студенти. Јас сум сигурна дека во оној момент кога студентите ќе сватат од кој е значење општествената улога која тие играат како академски граѓани, мислам дека тогаш ќе има придвижување. Меѓутоа, се плашам дека студентите се навикнале на некој начин вкоренет систем на функционирање, на некои застарени вредности и методи на просвета, методи на општа функционалност. И мислам дека се привикнале на нив, сватиле дека тие се многу долго време одржливи, на некој начин не веруваат во себе си и во моќта која тие ја имаат кон промена на таквите системи кои што се деструктивни и се регресивни на некој начин. Во оној момент кога студентите ќе се разбудат од таа апатија која што се метастазира дол ШУКИМ, мислам дека УКИМ, а и не само УКИМ, општо високото образование во нашата држава ќе процвета и ќе има, не знам, ќе има некакво придвижување, ќе има некаков прогрес. Младите луѓе буквално никнуваат како лалиња од подрушевини кои што од подрушевините на еден систем кој што е во распад, и ради тоа сметам дека се плашат дека ако се побунат против нешто дека ќе бидат замолчени. Тоа многу се случува и не само кај нас на Балканот, туку и општо во светот. Младите се замолчени, младите се диагностицирани како пасивни наблюдувачи, како TikTok генерации, како луѓе кои што немаат свој јас, луѓе кои што се отуѓуваат од колективот и слично. И мислам дека со тие диагнози, со тие епитети младите се соживуваат и баш поради тоа се плашат да одстапат од таа патека, како што рековте и вие самата, и на некој начин да преземат нешто кое што може да донесе промена. Тоа што најмногу мене ми ја ранува душата и на некој начин ме окупира е дискурсот. Самиот дискурс или рецимо начинот на кој што се дискутира, начинот на кој што се зборува со младите луѓе. Јас сметам дека тоа е погрешно. И како што кажав, мислам дека на младите луѓе треба да им се даде простор, треба да им се даде доверба и треба начинот на кој што тие се адресирани, начинот на кој што се дискутираат работи со нив, мислам дека треба да се смени. Да го развиеме тој автентичен глас, тој автентичен младешки глас, таа автентична критичка мисла и да сме да се избориме за едно инклузивно општество. За мене како студентски правобранител во мојот досегашен мандат, кој што е неколку месечен, сум добивала поплаки, меѓутоа тие поплаки биле најмногу околу нереспонзивност на професор, во смисла не е достапен или не враќа на мејлови или закажува испит па не се појавува. Тоа е проблемот со кој што јас се соочувам до сега најчесто. Но тоа беше фантастично искуство за мене како млад човек, но и како студент и студентски правобранител, затоа што на таквите разни собери владе еден фантастичен дискурс кој што промовира прогресивни колективи и на некој начин промовира сплотеност. Се работи за едномесечен престој во кој што значи буквално може да ти го смени животот и да вдахне некои нови вредности, некои нови методи на функционирање на просвета и слично, кои што ти надежно ќе ги имплементираш во својата академска заедница утре. За жал, условите не се исти. Значи, условите кои што тие ги имаат, рецимо европските универзитети, европското високо образование, образованието тука не е исто. Значи, самите услови диктираат што ќе се случи со тој потенцијал. Јас многу јавно кажувам дека да, јас се водам од некои проевропски принципи. Ако европските, како што кажавте, користење на европски фондови, користење на европски или градење на европски цели или слично, ако тие европски не знам, организации, проекти и слично на некој начин промовираат придвижување, тогаш да, сум за тоа и сметам дека треба да се имплементираат во нашата држава, а би се имплементирали само доколку младите луѓе излезат од граница и на некој начин искусат како е надвор и ги направат разлика измеѓу што е конструктивно и што е труло. Па конструктивното го носат кај нас, го имплементираат тука и се надеваат и се борат за подобро утре.